Најавеното распуштање на судството и генерален реизбор на судиите отвори многу дилеми. Главни прашања се дали со тој чекор ќе се департизира или партизира судството, но останува и нејасно барем за јавноста, дали воопшто постои законска можност за таков чекор. Најголем дел од познавачите велат дека не постои правна основа за такво нешто. Сметаат дека интервенција може да се направи во насока на изменување на повеќе закони. Од ВМРО ДПМН веќе кажаа дека се сомневаат дека ваквата најава има само една цел, а тоа е инсталирање на партиски кадар во судството. Предупредуваат дека ако тоа сега се случи, тогаш следната гарнитура која ќе дојде на власт повторно ќе направи генерален реизбор, па така во круг, без ништо суштински да се подобри во судството. Во однос на изјавата на господинот Заев околу неговите намери за промени во судството, распуштања и слично, сакам да кажам дека многу е јасно. Од авион се гледа дека идејата е да се направи прво заплашување на судиите, а веројатно во глава има и некаква промена со цел да се заштити себе си од постапките кои се водат против него. Под плаштот дека сака да направи реформи, всушност сака во најмала рака да ги заплаши судиите, а доколку има некаква можност и да направи некакви промени за да неговите пријави кои што се полни со докази да останат нерешени или пак да бидат решени во негова полза. Од друга страна, од СДСМ се убедени дека е вистински чекор, за како што вели Зоран Заев, конечно да политичарите ги тргнале рацете од судството. Веднаш ќе мораме да ги отвориме процесите околу независноста на судството. Ние докажавме дека нема правна држава во Македонија. Се е конекција на екзекутива или извршно тело на извршната власт и политичките мокници во државата. Ветивме и чиста ни е состојбата со ова прашање. Распуштање на судството и правосудството и негов реизбор, каде што политичарите ќе ги тргнат своите раци и влијанија за да се постават експертски, согласно најдобрата европска пракса, како што тоа е направено во многу земји, кои што денеска се блиску до Европската унија или веќе се членки на Европската унија. Само на тој начин ќе штрепат политичарите, ќе знаат граѓаните дека има правда ако се правични и никој повеќе нема да одговара, а невин да биде. Инаку голем дел од правниците велат дека професионалната независност на судиите морала да се заштити, а судиите да не бидат политички извршители на било која владеачка гарнитура. Стравувањата на дел од експерти се дека со најавениот реизбор практично ќе се повтори сликата од 90-тите години, кога владата предводена од СДСМ без опозиција во парламентот практично во кус период направи избор на над 600 судии.